Добар ден, драги пријатели, добро дојдовте во денешната епизода и емисија Како сакате. Моето име е Јосиф Дамјанов, но денеска нема да бидам сам и оваа епизода и можеби утрешната ќе видиме како ќе стигнеме, ќе ја споделиме заедно со една моја драга пријателка Ива Апостолски. И Ива практично она денеска што ќе го зборуваме и ќе одговараме на многу блиц кратки прашања ќе бидат поврзани со веганство и вегетаријанство, една тема која што доста почнува да биде актуелна, али од друга страна затоа што многу луѓе можеби им ја новина и не ја прифаќаат како промена, се соочуваат со многу дилеми, митови, коментари, зафрканци на тема на вегани и така натаму и многу нели, особено еве јас што се соочувам можеби кога правев таква една проба со луѓе кои што се малку повозрасни, кога бе земи дете јади, не се занесува и така натаму. И затоа денеска ќе одговориме на некои работи, ја ќе одговарам на прашањата, она што јас го знам по лаички можеби. Ти ќе се посветиш малку повеќе со факти и целта ќе ни биде да доближиме оваа тема и да можеби некој од вас доколку се наоѓа у некаква дилема за дали да почне, дали е во ред, дали не е во ред, да можеби му расчистиме и нема да не биде задачата да наметнеме нешто, туку ќе биде задачата да ви информираме и да можеби некој од вас инспирираме да започне една нова турнеја во нешто значи здрав и активен начин на живот. Така да може да почнеме да одговараме на прашањата кои што дел од вас ни ги постави и ги посака. Кои се придобивки и недостатоци на веганство и вегетаријанство? Што кажува медицината? Околу медицината, искрено, ја пошто сум се уште во оваа тема нов, можеби нема да знам да одговорам точно медицински и така натаму, но она што јас го знам и што можеби допрело до мене како информации што сум истражувал, е дека ако гледаме по еволуција на човештвото, гените кои што се развивале кај нас луѓето за обработка можеби на одреден тип на храна, оние кои што се најстари гени се за обработка на храна од растително потекло, па потоа доаѓаат за обработка на месо и млечните се последни, така да можеби за мене логично звучи дека медицинскиот аспект има повеќе придобивки отколку недостатоци, а Ива ти мислам знаеш дека тоа е по сеопширно околу медицинскиот аспект. Ти сметаш дека е во ред, така? Добра забелешка, да, многу е важно да се каже дека секој што би сакал нели да пристапи кон веганство или вегетаријанство, пред се треба својата одлука да е базирана на медицина која што се основа на докази, така да кажеме. Значи тоа во научната фела многу значи, нели не е било што, не е псевдонаука. А во однос на тоа и во овој контекст кој што нели ние денеска го разгледуваме, науката и тоа како има што да каже, односно е многу концизна, јасна и консензуална би рекла дека е. Тоа значи дека релевантни институции, официјални, светски, интернационални, имаат прилично јасни позиции кога станува збор за веганска исхрана, за вегетаријанска исхрана или еве да речеме исхрана базирана на нели растенија, попросто кажано. Како пример би ја земала Американската академија за нутриционизам и диететика, која што има своја оформена позиција многу одамна, значи пред многу години. Оваа година таа ја реафирмираше својата позиција со тоа што ја дополни таа позиција дека во контекст на веганската исхрана, односно како веганската исхрана влијае на планетата Земја, да речеме, односно во однос на самата одржливост на ајде да наречеме од еколошки нели аспект тоа се тоа гледано. Меѓутоа во однос на здравје и здравствени придобивки е прилично јасна позицијата. Таа вели дека веганската исхрана и типовите на вегански исхрани да речеме што нели секој човек може да ги практикува бидејќи тие самите варираат, нели не можеме да речеме имате вие не знам, една форма или еден формат на веганска исхрана, тој може да варира. Да, знаеш што, ја мислам дека цела не е секој од нас и луѓето се свесни дека придобивки има, али она што можеби некого од луѓето го плаши да започне во сето тоа е поврзано со можеби со дали има недостатоци и дали можеби нешто тоа мене ќе ми штети. Секој човек на планетава Земја е уплашен со тој дел, дали ја ако почнам можеби некаква промена мене ќе ми штети, али мислам дека имаме прашање околу тоа, така да ќе да погледнеме следново прашање кое е поврзано со оваа тема. Што е со B12? Како да се надополни?
Да, за B12 искрено и јас знам дека е дел и можеби недостаток, но тоа не значи дека медицината го третира како недостаток и не значи дека медицината вели дека слушај не биди вегетаријанец или веган ќе ти фали B12. Мислам медицината е толку напредната да додатоци во исхрана постојат и многу други. Знаеш, проблемот е, барем ја мислам за секој од вас дека проблемот кај луѓето е што огромен дел од нутритивната вредност не достига. И сега, знаете, ако е само B12, супер, кешки нека биде само B12, се друго нека има, али еве, и за B12 постојат додатоци. И на крај крајва не е ни толку страшно, B12 не е нешто што... Не, постојат додатоци, меѓутоа е многу важно да се знае дека секој нов веган прво да биде информиран кога ќе пристапи кон веганска исхрана, дека треба да најде веродостоен извор на B12, дали тоа ќе биде преку суплемент, дали преку засилена храна, дали преку нутритивен квасец и ред други опции кои што му се на располагање. За среќа во веганската исхрана апсолутно ништо не фали од однос на макро или микронутриенти, а нели B12 е токму таков микронутриент, кој што исто така, како што кажав, е многу важно веганите да го примаат и тоа е единствениот микронутриент кој што треба да го суплементираат, ајде така да се изразиме. Односно се грижат нели на секојдневна база да го внесат во своето тело со според оние дневни препорачани дози. Да, целта ми е да поентираме дека тоа не е страшно Апсолутно и може не да се страшно, да, има многу начини како тоа да се прави. Апсолутно, денеска тоа е на располагање, да. Проблемот е денеска што луѓето се прејадени, а не се ухранети, ако ме разбирате. Значи од нутритивен аспект луѓето се калориски се прејадени, премногу јадеме, меѓутоа јадеме празни калории, јадеме сиромашна храна која што е сиромашна во однос на нутриенти. Супер така кажам. Што камо да дојде до B12, да луѓето нели само да треба само за тоа да некаде, размислуваат и нели има секако опции за среќа, нели. Сега имаме и баш следното прашање, мислам дека конкретно е со тоа поврзано за децата и односно бебиња, така дај да го прочитаме па да одговориме и на тоа прашање. Дали е во ред оваква исхрана кај деца? Ги обезбедува сите потребни нутриенти за нивен раст и развој? Ива, конкретно за ова прашање искрено ја не знам, ја искрено се уште во срцево немам онака одлука и да можам да им речам да супер и децата може да одат со тоа. Барем зборувам за она најрана возраст затоа што која ми е логиката? Кога се раѓаат децата, така првата храна во која што се допире од животинско потекло пред се. И барем мене ми држи логика дека можеби до таа втора, трета година до кога нели има шанси и детето се уште да цица и да користи мајчино млеко, дека можеби и не е страшно и е сосема во ред дека да внесува животинско потекло. Мислам зборувам за можеби телешко месо, некои кашички и така натаму кои што ги практикуваат мајките да ги прават али не сум сигурен, искрено, заради тоа што научно ова не ми е подкрепено, ова е некоја моја логика која што јас се имам на себе, а што е реално дали постои некоја вистина околу сето тоа и што можеби зборува на науката и медицината околу ова. Ќе се вратам повторно или на прво прашање или прв одговор кој што сега би го довршила вака во оваа фаза. Значи ставот на Академијата за нутриционизам и диететика, која што интернационална организација од сертифицирани нутриционисти, доктори и слично, и како што кажав, нели ја базира позицијата на медицина базирана на докази, е дека веганската исхрана е подобна, оптимална и нутритивно адекватна за секоја фаза од човековиот развој. Тоа што значи? Значи велат и наведуваат таму од зачнување, нели бременост, лактација, потоа детето кога нели бебе на некој начин, па фаза детство, адолесценција, возрастно доба и старост, дури и за професионални спортисти. Значи сите тие категории, да кажеме, или фази на човековиот живот, тие ги имаат набројано, со тоа што наведува дека исто така и нели делува во превенција на многу болести кои што денеска знаеме дека се буквално убици на 21-виот век. Па да, и не се работи за превенција, туку се работи за да не дојде до тоа, пошто најчесто луѓето што правиме, чекај ќе се јави проблем, ај сега тогаш ќе превенцијата, значи ние сакаме здорава храна и така натаму што мислам по мене, знаеш, и јас сум една личност која што можеби направил промена ради тоа што му дошло преку глава, можеби не сум имал сериозно некое хронично заболување, али едноставно тоа на жалост така функционираме луѓето. Треба да се случи проблем па да менуваме. Така и нешто за децата би додала, она што ти го спомнаве сегментот со телешко месо, да кажеме. Од друга страна, телешкото месо Светската здравствена организација го сврстува во категорија 1 канцерогено
од канцерогено Да, потекло, односно црвени промотор меса на го- така да. црвено месо, значи сето црвено месо, обработки на месо се категорија 1, значи невозможни предизвикувачи на канцер, туку предизвикувачи, промотори на канцер, така што јас мислам дека би било поодговорно доколку е возможно, нели, детето да се храни вегански, нормално со медицинско лице, со лекар, водено и нутриционист, затоа што треба нутриционистите и лекарите да знаат да понудат во склоп на веганска исхрана, нели, програма, да речеме, како би се хранило тоа дете, за да си ги обезбеди. Сега кај нас е проблемот што тука сме многу назад. Треба да само, мислам, Така е, само да се така е. информира и да истражува. Тука малку Али, знаеш, и фиксуваме, мене барем меѓутоа е што ме тоа. буни, има еден дел кај, да речеме, голем дел од луѓето кои што можеби почнуваат на оваква исхрана е поради етичкиот аспект на Така, различни луѓе заштита од на различни животни, аспекти, али да. еве нешто како синџир на исхрана, да речеме, ако го гледаме, знаеш, сега ти не можеш на лавов да му речеш него мачи животново и слично, али Така, со она среќа што не сме ја лавови. верувам, да, не сме лавови, али од друга страна, знаеш, можеби тоа е синџир кој што многу одамна постоел како Точно, исхрана. тоа држи, Она што да. можеби смета од етичкиот аспект е што се тотално денеска се експлоатираат и се злоупотребуваат животните. Не Да, е да. нема јас да излезам сега у, не знам, у планина и Во да одам дивина за да најдам ловиш. животно и да Така го е, ловам. да, Туку да. нели ќе си го купам од некаде, а патот за да дојде тоа парче месо е можеби малку Тоа е цела неетичен и тоа ги индустрија, мачи, да. ги мачи, мислам. Ја веганството засега оваа етичка. Да. У секој случај дефиницијата сама, нели, на веганство пред се полега на некои етички принципи, нели? Односно за обиколување колку што е возможно практично и максимално на тие, односно на експлоатацијата и користењето воопшто на животни во различни индустрии, нели, дали за храна, дали за мода, козметика и слично. Меѓутоа, за среќа, да се вратам на твојата поента, што, нели, ти држи вода, да речам така, народски кажано, за среќа денеска немаме потреба да го правиме сето тоа. Ние немаме потреба да го копираме моделот на исхрана на нашите предци. Значи денеска имаме време во кое што, нели, сме прилично развиени, цивилизација, нели, живееме во цивилизирани услови, Али со дај многу Боже да го предности и копираме, види, достигнувања. пошто мислам од друг аспект па Зборувам од има аспектот на опстанок и преживување. Јас зборувам од тоа квалитетна храна, пошто тоа секако, да. Ја би, знаеш, ја 100% сум за тоа дека е подобро да се храниш, можеби као што се хранеле твоите баба и дедо од двор. Добро, во однос на тоа, да, ама тоа е јасно, невозможно јасно, да. повторно поради начинот на живот кој што денеска Да, имаме. тоа е дури Затоа еволуираат, затоа мултидимензионално, е. веганството, вегетаријанството е само еволуција, е нешто next level, е нешто подобро, али како и секоја друга работа и новина, затоа можеби подлежи на многу дилеми Точно. и на многу дебати, на многу митови, на многу луѓе кои што не ја митови би рекло, тоа е прифаќаат, али се малце- митови, пошто да, повеќето од да. нас не сме информирани. Ја лично не сум доволно информиран.